се го схитувам на најважните реформи кои толку брзо и толку прецизно, математички прецизно се спроведуваат во нашата земја. Погодувате за што се работи. За кошничката на работничката класа. За оние кои треба да знаат колку можат да јадат за да можат да продолжат со работа и со живот. Значи, не може туку така да се пиело Нескафе или да се јаде еден хамбургер месечно или почесто од тоа. Не можете вие да си дозволите такви луксузи и да бидете прејадени и при тоа да тврдите дека можете да работите и да придонесувате кон општеството. Тоа не може така. Значи, мора да има ред. И таа кошничка мора да се редефинира. И затоа напорите на премиерот не го схитуваат. Мислам дека неговата логика, она што колегата Костовски во својата анализа ја нарече логиката на Мицкоски, мислам дека тоа треба, прочитајте, ќе видите за што зборувам, мислам дека тоа треба да биде модел за сите останати реформи и се разбира за реформи во соседството и секаде на светот каде што се потребни некакви реформи кои пред се мора да бидат математички прецизно изведени. И заради тоа сметам дека тоа е една ситуација во која и работниците и средната класа, ако воопшто ја има се уште, мора да сватат дека не можат да јадат колку што сакаат, не можат да пијат колку што сакаат, ако сакаат да бидат корисни чинители во општеството. Понатаму ме интересира и фасциниран сум од дискретноста и на локалните власти, но и на централната власт, која на почетокот од процесот на вистина кажа многу, вети многу, даде многу документи, изјави, соопштенија за печатот и така натаму за 250 милиони евра кои се првата транша од унгарскиот кредит, така го викаат, од кај доаѓаат точно парите. Знаеме сите, нели, но тоа не е ни важно, нели, во овој момент. Тие 250 милиони, нели, беа одобрувани во некаква брза постапка за апликации и така натаму, меѓутоа во овој момент немаме информација за тоа што вистински се случува на теренот. Еве, нестрпливи се и подизведувачите, оние кои на општинско ниво редовно си ги добиваат тендерите, нели, по заслуги, знаеме какви, и меѓутоа немаме ситуација во која ние можеме да си дозволиме да видиме што вистински се случува. Тоа е дискреција, тоа е професионализам. Толку за сега.